Просторија од 4 метри квадратни, која претходно била купатило во прифатилиштето за лица без дом за живење во Делчево, е местото каде е сместено семејството Мемедови со нивното едномесечно бебе, кое страда од хидронефроза. Како што вели мајката Сабина Мемедова, бебето има проширување на чашката на бубрезите, поради што десниот бубрек му функционира со оштетување од втор степен. Во субстандарни услови, без вода и струја за само една сијалица, за да се сместат во оваа просторија, тие морале да отстранат неколку чешми, за да стават кревет без душек само на федери, на кои моментално спијат. Значи, бебето ми е болно од хидронефроза, значи тоа е проширување на чашките на бубрезите, во кое што веќе десниот бубрек му е во втори степен, а левиот бубрек му е во први степен, така што ме праќаат во Скопје сега на контрола кај професор Васич, кај детска клиника, за да видат дали ќе дојде до операција или ќе може да живее со тој бубрек. Значи на сите соседи што се тука, оваа просторија им беше купатило. Беше преградена целата со чешми, беше со 7 чешми, мислам, да. Отидовме им кажавме, бидејќи не смееме државно и да кршиме така како на наша глава. Бевме таму, рече не смеете ништо да кршите, но не можеше внатре ниту еден кревет да збере, моравме да ги скршиме чешмите, за да не се отвори поголем простор. Но многу е тешко и без струја и без вода. Водата ние сами ја приклучивме, а струја немаме. 6 месеци бевме без струја, зимавме на почетокот од комшиите, малку се скаравме. После тоа тие исклучи од кога се скаравме и сега после 6 месеци, веќе 2 месеци, зимам од друга соседка, но бидејќи е стара инсталацијата ни дава само колку за една сијалица. Ова семејство пред една година се вратило од Германија и привремено е сместено во прифатилиштето во Делчево. Обвинуваат дека никој не се грижи за нив и дека политичарите тука доаѓаат само за гласови, без да се погрижат да обезбедат основни услови за живење во објектот во кој се сместени неколку семејства. Да, условите не се соодветни за живот, бидејќи ние не бевме тука, бевме во Германија пред една година. Кога се вратиме немавме каде да живееме, немаме ни куќа, ништо. Бевме кај градоначалникот, но градоначалникот не сакаше да ни помогне. Бевме 2-3 пати, но не сакаше ниту да не прими. Ни вети дека тука има во овој обвек 2 фамилии кои треба да излезат, си имаат своји куќи, но ништо не биде и не смести тука во купатилото. Така да не знам што да кажам, но тоа нека биде срам за градоначалникот, не за нас. Значи не сме стока така да не фрли. Не сме стока така да не фрли. Кога им требаат гласови, сите се кај нас кај ромите. После тоа никој, кога ќе седнат на столот, одиме таму да бараме помош или нешто, никој ништо не ни помага. Без разлика која партија и да биде. Дали ќе биде ВМРО, дали ќе биде СДС или ДУИ или која партија. Значи, мислам дека тоа е нешто многу погрешно. На ниту еден градоначалник овде, овие луѓе овде, не старата соседка живе овде 30 години. На ниту еден градоначалник не му е текнало да го реновира овој објект. Луѓето немаат каде во веце да одат, со извинени. Во веце каде да одат. Еве и ние нема купати. Ова им беше овде купати. Значи, било како, значи дали ќе биде со храна, со облека, со што и да било, значи. Само да ни се помогне дека малку да собереме сила. Средства за лекување потребни ли се? Средства за лекување се уште не, бидејќи треба да одам сега да му се извади книжка. Изводот уште нема од тука, бидејќи е родено во Скопје. Да му се извади изводот, да му извадам книжка, да го однесам тука кај педијатрот, кај доктор Виолета, таа да го прегледа, па спрема тоа ќе ни каже што како за бубрегот. Значи ги имам само документите од Скопје што ми ги дадо. Со соопштение, денес излегува и од општина Делчево, во кое се вели: согласно со условите и можностите на општина Делчево, на семејството Мемедови им е овозможено привремено решение за сместување во општинското прифатилиште. Со други простории за таа намена, општина Делчево не располага. Воедно, семејството има основ да аплицира за еднократна парична помош за новороденче, како и за социјална мерка, еднократна парична помош за лекување, истакнаа од општината. Од општината исто така додадоа дека во текот на неделата за оваа семејство ќе бидат обезбедени и социјални прехранбени пакети. Побаравме одговор од Центарот за социјална работа во Делчево, од каде не информираа дека семејството Мемедови се корисници на гарантирана минимална помош и во неколку наврати им е доделена еднократна парична помош. Секако дека сме запознаени со овој случај и сакам да истакнам дека семејството се приматели на гарантирана минимална помош и ние им помагаме.
Исто така, кога се вратија од болница без никакви документи, добија еднократна помош од наша страна во пелени, млеко за децата, прехранбени и хигиенски производи, кои се надевам барем малку им помогнаа за да се справат со ситуацијата во која се наоѓаат. Сега треба да се извади извод од родени на детето, каде што со поднесување на документите ќе добијат еднократна помош за второ родено дете во износ од 20.000 денари, а исто така ќе може да добијат и детски додаток. Што се однесува до здравствената состојба на детето, тоа е медицинска работа, сепак и тука исто така можат да се обратат за еднократна медицинска помош за лекување, но за сето тоа ни е потребна документација. Просториите во кои живеат се во надлежност на општината, која исто така излезе со помош за семејството. Ние не поседуваме простории во кои би можеле да се сместат, додека добивање на социјален стан не се дава преку Центарот за социјална работа, туку тоа е надлежност на Министерството за транспорт и врски и Секретаријатот на владата за доделување на станови кои се во државна собственост. И тука исто така треба да се поднесе процедура за доделување на истиот. Сите можни права од нашата институција се добиени и им стоиме на располагање. Тука би требало да се вклучат и невладините организации и сите други кои што можат да помогнат. Ние и понатаму ќе помагаме, дали преку Црвен крст или некоја друга помош. Тука сме секогаш да им излеземе на граѓаните во пресред, кои имаат потреба од помош. Од невладината организација Камо Делчево, која е запознаена со случајот, денес излегоа со соопштение во кое истакна дека активно работеле на овој случај со континуирано обезбедување на прехранбени и бебешки пакети преку проекти, организацијски средства и приватни донатори. Погодени од настанот како организација и како сограѓани додадоа, невладината организација Камо Делчево е запознаена со овој случај и во изминативе години активно работеше во подобрување на состојбата на ова семејство во рамки на можностите и делокругот на работење на невладината. Во 2018 година, по наша иницијатива и во соработка со тогашниот министер без ресор, беше решено стамбеното прашање на семејството, со што им се обезбеди и додели соодветно живеалиште во социјален стамбен објект, но подоцна истиот беше одбиен од нивна страна, од непознати причини. Невладината организација Камо Делчево континуирано обезбедуваше прехранбени и бебешки пакети преку проекти, организацијски средства и приватни донатори. На вистина сме погодени од настанот и како организација, но и како сограѓани. Она што е во домен на невладината организација Кам Делчево се применува и ние како организација веднаш реагиравме и се консултиравме со надлежните на кој начин да им се обезбеди материјална поддршка. Ние го даваме во целост нашиот придонес и предлагаме да се направи увид и согласно потребите да се овозможи соодветна поддршка. Исто така невладината организација КАМ како членка на Советот за социјална заштита, ќе иницира стручна и материјална поддршка на семејството Мемедови, вклучувајќи ги сите релевантни институции. Сепак, апелот за помош брзо се прошири на секаде во регионот, па хумани луѓе од Делчево ја доделија и првата донација во кревет, бела техника и храна. Заинтересираноста на хуманите луѓе за да помогнат е се поголема, како во Делчево, така и во Берово, а апелот за помош допре и до наши сограѓани во странство. Порталот Малешнет се вклучува во акцијата за помош на семејството Мемедови и упатува апел до сите кои сакаат да помогнат во прехранбени и хигиенски средства, како и облека за семејството или било каква друга помош, да ја контактираат редакцијата на порталот на телефонскиот број 077 748 208. Да бидеме хумани, да помогнеме.